Isusa Hrista, ja zveruvam, u Isusa Hrista, ja se nadevam, u Isusa Hrista se isceluvam, u Isusa Hrista se prepuštam. Srce moje naseli se, so tatko to naš, so krovište. Slušam kako čukaš na porti te, otvaram da večeram so tebe. Na Isusa Hrista se poklonuvam, na Isusa Hrista se ostavam, na Isusa Hrista se predavam, na Isusa Hrista se doveruvam. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Mirvam na kolena, molitva. Vidite, slušajte go seminar od na apostol Lorenz Novosel sleze ova pesna koja me podsjeti, tatko naš, oče, дека ние имаме татко на небесата, кој е љубов, кој создал се, кој не љуби. И суштинска работа е што ние сме го загубиле тој однос, нели? И треба да дојдеме и да му кажеме татко, оче, еве сум пред тебе, сакам повторно да видам син Божи, кој го води Духот Божи, твојот дух на љубовта. Да се покајам, да го воспоставам тој заборавен однос. И ние тогаш не велиме Господи, туку велиме татко. Вистински и лажен дух, 1 Јованово 4, Господе Исусе Христе, го повикувам Твоето име со сета своја душа, со сиот свој разум, надворе минус 15-17, со сета своје срце, дојди во моето срце, Твојот пламенен дух нека ме грее, зборувај Ти низ мене, да ги допре сите оние срца кои се жедни, бедни за дух, блажени се бедните по дух. Да им ги отвориш срцата и умот да разберат што е Божјата волја во нашите животи, зошто сме овде на земјата, што треба да правиме, како да правиме, колку да правиме. Драги мои, 1 Јованово 4, ова е овој плав препев, како што вика динамичен превод. Повторно го повторувам тоа, каде што е ритмичката структура малку поместена, но затоа има пореално, прозаично, разбирливо толкување на одредени стихови. Драги мои, зборува семокниот татково дух, не зборува Јован. Не верувајте му на секој што тврди дека во себе го има Божиот дух. Јас лично сум сретнал повеќе луѓе, десетина најмалку. Јас сум крстен во духот, но гледаш на прва прилика паднал таму, се откажал, пие апчиња за смирување, депресии. Ако е духот во тебе, ќе има отчитување, ти ќе бидеш надприродно живење. Не му верувајте му на секој што тврди дека во себе го има Божиот дух. Не можеш да го имаш Божиот дух, а да си тераш по своја волја. Проверувајте дали духот што е во нив е од Бога, бидејќи по светот се појавија многу лажни пророци. Тој зборува за пророци во црквите, не зборува за луѓе што се неверници. И затоа е таква состојбата на поделеното ткиво Исусово, каде што има 3 големи деноминации, па некој погрешно учи еден од нив, двајца, тројца, може би сите, како читаат една иста книга, а ја толкуваат, па затоа што телесно се обидуваат. Ние зборуваме за зборување во дух, така да не мислите дека зборува Тихомир Стојановски, не духот на мојот татко. Јас сум само сад за секојдневна или свечена употреба, како духот води, како сака нашиот татко небесен.
Вака ќе проверите дали некој во себе го има Божиот дух. Ако проповеда, да проповедаш значи и да живееш, дека Исус Христос дојде во човечко тело. Значи тоа значи живо слово. Овде во првата глава го кажува да дојде словото, зборот на животот. Значи животот е жив во тебе, значи Исус е во тебе. Дека Исус дојде во човечко тело, првин во тебе треба да е, тој е од Бога. Секој што му оддава признание, покорност, подчинетост, водство на Исус, секој што не му оддава по признание, своје главе, не е од Бога, туку од Антихристот. Признание значи да му се предадеш во собственост. Ако не се предадеш во собственост и тераш по својата волја, за Антихристот сте слушнале дека ќе дојде. Тој е веќе присутен во светот. Ние што сме во Македонија сега и овде во ова време го гледаме тоа. Првин ти го променуваат името, ти го променуваат знамето, ти го променуваат јазикот, ти го променуваат идентитетот, те терат да се откажеш од своите браќа од соседните земји во Пиринска Македонија, Егејска, во Приморска таму према Јонското море. И било каде, ти излегуваш од законот на љубов, изнасилување. Чеда мои, вие му припаѓате на Бог. Јас велам, Исус Христос е цар на Македонија, па како? Па овде е запишан. Тој е безсмртен. Вие зборувате за земни цареви и ги победивте овие непријатели. Божиот дух што е во вас е посилен од духот што е во световните луѓе. Тој што е во мене е посилен од тој што е надвор од мене. Ако имаш Божји дух, ти ќе бидеш здрав, ќе имаш сила, нема да легнеш болен. Нема да ја проучуваш Библијата телесно. Го проучувате писмото. Мислите ќе ви даде живот вечен, но не доаѓате кај мене, кај Исус треба да дојдеш. Тие луѓе му припаѓаат на овој свет, го има духот на овој свет, световно зборуваат, светот ги слуша, ние пак му припаѓаме на Бог Таткото, припадност и собственост е важна. Тие што го знаат Бога, нас не слушаат, тие што не се на Божја страна не слушаат. Кој го слуша моето слово, тој од Бога, кој ме не слуша. Така разпознаваме дали некој е со духот на вистината или со духот на заблудата. Да го слушаш Бога значи да ги љубиш сите, да простиш, да се покаеш за гревовите на твоите предци, да не осудуваш и да чекаш водство, да бидеш воден од Духот Свети. Драги мои, треба да се љубиме еден со друг, бидејќи љубовта доаѓа татко мој од нашиот татко на небесата. Секој што ги сака луѓето докажува дека е Божиот чедо и го познава Бога, ја познава љубовта, чека водство, го отворил срцето, од срцето му зборува, од срцето му зборува устата. Оној што не ги сака луѓето докажува дека не го познава Бога. Оној што не ги сака, и гледате колку нељубов има. Бог ја докажа својата голема љубов спрема нас, испраќајќи го својот единороден син, за да добиеме живот вечен преку него. Татко мој, мојот добар татко, многу милостив, долго трпелив, тој не е джелак, тој е татко, ние сме негови деца, треба да се вратиме, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Погрешив пред тебе и пред небото. Тоа е вистинска љубов. Не дека ние го сакаме Бога, туку Бог нас не сакаше и го даде својот син како помирителна жртва за нашите гревови, бидејќи законот без Исус, кога не му припаѓаш нему, не му се предал, е око за око, зап за зап. Што си правил, тоа ти се прави и отплаќаш четворно. Простуваш 7 по 77 пати и толку уште треба да се одврзуваш од степенот на твојата нељубов. Драги мои, штом Бог покажа толкава љубов спрема нас, и ние треба да се сакаме, да се љубиме еден со друг. Ако немаш сила, Исусе, дај ми сила да го љубам овој човек. Никој никогаш не го видел Бога, но ако еден со друг се љубиме, се сакаме, покажуваме дека Бог живее во нас, во мене, во тебе.
и неговата љубов целосно ќе се искаже, ќе се покаже во нас. Тоа е духот на љубовта, во здравје, сила, мир, исцелување. Кога ќе зборувате словото, ќе ви се јавуваат луѓе и ќе бараат помош од вас, зашто духот ги буди. Те сакам, Господи Исусе Христе, не зборувам јас, туку Христос живее, зборува низ мене. Татко мој, зборува и допри ги сите оние во духот, кои се жедни и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце. Бог ни го даде својот дух како доказ дека сме во него. Тој треба да живее во тебе, да му дозволиш да ја промениш собственоста, да препуштиш се, не со своји сили, да побараш помош и водство. Он да зборува и да ги врши делата, а тој во нас. Бог ни го даде својот дух како доказ дека сме во него, а тој во нас. Со своји очи видовме и сведочиме на луѓето дека небесниот татко, значи тие се тогаш го видеа, го испрати синот Исуса да биде спасител на светот, да биде спасител на светот. Затоа го имаме тој стих: блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Тој ни го дава тој дух, значи ако се љубиме еден со друг, тој пребива во нас. Ете, тоа е. Бог е љубов. Љубов, тоа е природа, не е чувство. Секој што ги сака луѓето е во единство со Бог, а и Бог Отецот е во него, во дух. Со телото сум одсутен, но со духот сум при вас. Ако искрено се сакаме со сето срце, ако живееме онака како што живееше Исус, онака како што живееше Исус, така треба да живееш. Тоа е христијанство. Тој ќе ти даде сила. Нема причина да се плашиме за судниот ден. Затоа некои христијани, Павле, Јона, Илија, сакам да умрам. Нема смрт. Исус ги има клучевите од адот. Сака да се врати кај таткото. Љубовта не остава место за страв. Зашто се плашиш од смртта, од корона, од било што? Совршената љубов го исклучува стравот. Та го поништува стравот, бидејќи стравот подразбира казна. Тој што се плаши нема искрена љубов, не е во љубов со Исус, не е влюбен во Исус, не се вратил во собственост. Ние возвраќаме со љубов на се, зашто Бог прв не засака. Ако некој тврди дека има љубов спрема Бог, а мрази некој од христијаните, тоа е лажлив. Значи сакам, мрази се спротивно. Не го сакаш, едноставно. Лажливец си ако немаш љубов, не го љубиш братот свој. Лажливец си. Исус може да ти даде сила. Исусе, дај ми сила, признај, побарај помош. Ако не ги сакаш христијаните, братот свој кој му се предочи, како ќе може да го сака Бога кого го нема видено? Ако не го љубиш братот свој кој си го видел во другиот препев, како можеш да го љубиш Бога кога не си го видел? Христос ни даде ваква заповед: тој што го сака Бога, треба да ги сака и браќата своји. Кои се моите браќи и христијаните? Слава ти, Господи Исусе Христе. Заврти се кон мене. Видете, еве ги поуките. Еве што е суштината. Заврти се кон мене. Да се обрнат, да се завртат во еден препев и да ги исцелам. Пишано е. Дојдете при мене сите изморени и обременети и јас, Исус вели, ќе ве успокојам. Ќе ве успокои. Тоа е повик, тоа е покана да се завртиш, да се покаеш, да се понизиш, да оставиш се земно, да се завртиш кон Исус и да се држиш за него. Се смртно да оставиш, да му се доближиш на Исус. Ние имавме една жена, и вчера го зборував тоа. Значи, дојде се молевме, имаше некој одчитување, не сум ја видел по телефон, само и дадов книга, применила тоа во книгата при еден демонски напад и рече: почнав ме исцели. Држете се сега за него, доближи се, да се доближиш, спријатели се, врати се. Исус се оживотворува, 1 Тимотеј 6:13. Се оживотворува. И овие камења ќе проговорат ако вие замолкнете. За 16 стих вели дека единствен е безсмртен, живее во непристапна светлина, за да бидеш духовен, љубовен, Исусов треба да се завртиш, предадеш, препуштиш, да се претопиш во Исус. Значи гледам во Исус, не гледам во светот. Да се осветиш, да се искапеш, не во вода, во водна бања, во Словото, во Духот. Христијаните мислат со свој ум,
дека некој друг ќе се моли за тебе. Една групација, друг се моли, тој не чува, тој не штити. Светецот, Богородица, не знам кој. Исус се напомаш. Другите само во умот се молат, се катат да воспостават слика, замисла од Бог да го замислат. Цитираат, проучуваат со телесен ум, а не застанале вистински пред Него. Како дете пред татко, пред Отецот на сите, со сета душа и срцето. Татко, татко, помогни ми, исчисти ова што ме фатило. Во грбот. Се покајувам што се разгневив. Они се обидуваат да го замислат таму некаде. Господе, Господе, Господе го замислува. Озвучуваат цитати нараши, Господе ти рече, Господе, Господе, Господе. А Исус со Отецот би требало да живее во твоето, во моето срце. Срце. Не сите што велат Господи, Господи ќе влезат. Се обидуваат, се чипчат, напнуваат, репетираат стихови, цитати нарачки, велат Господи, Господи, Господи. Не секој што вели Господи, ете го тоа, ќе влезат во Царството Божјо. Ние зборуваме за Татко. Отецот е единствен, бесмртен, вечен. Живее во непристапна светлина. Никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. 1 Тимотеј 6:16. Затоа Исус се појави. Така да ти не можеш да го замислиш, не знаеш каков е, не си ја спознал љубовта, не си го отворил срцето, со срцето да разберат, да се обрнат, да се свртиш кон Него, да се наштелуваш и да му го дадеш, да се препишеш во собственост, клучевите од твоето срце да му ги дадеш. Вистински да застанеш пред таткото како дете пред татко. Татко, Оче, зошто ми се случува ова? Помогни ми да ги љубам сите, помогни ми, дојди во Македонија и помогни ми. Исусе, дојди во моето срце. Да се покаеш, да побараш прошка, да му се предадеш и вратиш во владение и водство. Татко мој, небесен, на -15-16. Ме греje Исусовата љубов. Се враќам пак кај тебе, Исусе, да примиш сила и љубов, жива вода од твојата утроба. И Исус ке се насели во твоето срце. Со Отецот ке направат сокровиште, со срцето ке разбереш, ке се покаеш, претопиш во Исуса. О Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Едните се молат на други, некој друг да се моли, другите ке се молат за ними. Светци и други. Наместо да се вратиш кај твојот татко и Исус, ти му викаш, дојди ти моли се за мене. Имаме таков случај. Вчера ми пише едно дете, некоја жена му прави магија и страво и се полошо, тешко ми е, не знам што, на Фейсбук, на Месенџер. И јас му велам, ајде да се молиме. Чекај сега, ќе ти се јавам кога сум слободен. Видете? Наместо да се вратат кај Отецот и Исус, другите го замислуваат. Деноминации измислуваат во умот, никој не го видел, цитира, нарачува, сугерира, Господи вака, Господи, да, Господи, да, Господи, да, Господи. Кој Господи? Татко, кога тој ќе дојде, Духот, мене ќе ме прослави, тој е филтерот. Исус, Духот кога ќе дојде, се ќе ви објасни, нели? Ќе имате љубов за сите и ќе вика, ава Оче, татко мој, не, ава Оче и славење на Исус во практика на љубовта кон се и кон сите, славење на Исус во практика. Заврти се кон Исус, вистински пати се за Него и не се пуште, остави се, кажи, татко мој небесен, Оче, отвори го срцето. Дали ти знаеш дека имаш татко кој е бесмртен, кој создал се, милоста негова е вечна, која е љубов која никогаш не престанува. И научи да молчиш во присуство на Исус, не како овие бамбара, бумбара, садукеи, фарисеи, писмознанци, денеска во деноминации. Не можеш да им ја затвориш устата. Дозволи му да те преоблече во љубов. Покај се, прости, не осудувај, прифати ја Божјата волја, не твојата, не ти што сакаш мислиш. Божјата волја. Ете, тоа е христијанство. Исус рече сарем да не ја испијам чашата,
Зарем да не ја исполнам волјата на мојот татко? Тоа е суштината зашто си паднат на земјата. Ти си ја исполнуваш твојата волја, значи прости, не осудувај, дозволи му да те направи силен. Во еден препев Тимотеј вели. Силен, да те научи да победуваш со љубовта. Да победуваш со љубовта. Татко, се враќам во твојата собственост и управување. Исусе, насели се во моето срце и тогаш нема да се катиш, да го замислуваш, да чекаш некој друг да се моли за тебе, да чекаш време за молитва. Ке се молиш 20, 30, постојано. Вистински ке живееш тогаш. Ке љубиш заедно со него. Се. Сега знам нешто, но тогаш ке вистински, како што тој ме познава, како што го знае твоето срце. 1 Коринтијаните 13:11, сврти се кон Исус, обрни се, да бидете едно во татковата љубов која никогаш не престанува. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус меѓу земјата и небесата, во природното, во духовното, во телото, во духот за навек, Исусовата љубов живее. Значи, не му верувајте на секој што тврди дека има дух. Секој што му оддава власт, признание на Исус, Духот Божи што е во вас е посилен и вие ќе победите се. Ако не ве слушаат вас, значи го избрале другиот дух. Да се сакаме еден со друг. Љубовта доаѓа од таткото и тој ќе ти даде сила. Таа никогаш не престанува. Значи, никој никогаш не го видел Бога, но ако се љубиме еден со друг, целосно љубовта негова ќе се прикаже. Ни го даде својот дух, да можеме да љубиме, да се промениме во љубовта. Бог е љубов, нема причина да се прашиме. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Слава ти, Господе. Ти благодарам што и овој ден ми даваш сила, мир и љубов, исцелување за сите оние кои ќе кажат: Исусе, дојди во моето срце. Избирам да им простам на сите. Никого да не осудам. Се покајувам, прости ми за секој грев, за сета нељубов и на гревовите на моите предци. Ја прифаќам Твојата волја и го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. За секогаш Исус, за навек Исус. Исус и само Исус, предавам се во Твоите раце, мојот имот, мојата душа, моето тело, заедниците со глувите и слушни сотрудници. Исусе, те љубиме, ја предавам Македонија во Твое владение и собственост. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште. Слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се го оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам.